Здраво на сите и добре дојдовте на каналот на Енигма. Јас сум Никола Диопитковски, професор на нашата академија, која во моментов е од отворен карактер, а тоа значи дека со самиот овој канал ние ги започнуваме и нашите почетоци. Отворено, достапно до секого. А што значи поимот отворена академија или кои сме ние како Енигма, ќе дознаете во некои од наредните видеа кои што следуваат на каналот. А денес чест ми е да зборувам на темата важноста од самостојното учење. Нешто за кое честопати зборуваме кај нас. И веруваме дека секој треба да има основно познавање од тоа како да истражува, да чита, да оформува знаење и да креира. Пред да започнеме со темата, убаво е да се потсетиме на реченицата "Паметниот запишува", додека другите фрлаат се во облаци. Ги фрламе идеите во заборав, а по некое време и забораваме што всушност сме сакале да направиме. А зошто? Затоа што тие идеи и замисли никаде не сме ги запишале. А можеби со реализацијата на тие идеи ние ќе сме се движеле по вистинската насока во нашиот живот. А од друга страна пак, пишувањето е добра вежба. Пишувањето ја развива меморијата и директно ве поврзува со оној кој го слушате, оној кој зборува. И исто така директно сте поврзани со она што сакате да го научите и разберете. Нормално има многу да се зборува на оваа тема, но ова видео е само општо запознавање со важноста од самостојното учење. Што се подразбира под поимот самостојно учење или како што јас сакам да го наречам алатка на разоткривањето? Под поимот самостојно учење се подразбира процес преку кој единката стекнува ново знаење самостојно, сама по себе, преку наблюдување, слушање, читање, пишување и разбирање на сето она кое претходно било истражувано. Што значи дека истражувањето е почетокот на самостојното учење. Тоа е првиот чекор кој треба да го направиме. Истражувањето е процес при кој пазливо одбираме материјали, кои ќе ги користиме за самостојното учење. Замислете си дека сте таен агент и како таков треба постојано да се прашувате дали ова што го читате е од оригинални извори. Кој стои зад сето ова и кој го напишал истото? Овој процес на истражување е тесно поврзан со пронаоѓањето на материјали. Тие можат да дојдат од различни извори. Можете да користите книги од сличен карактер за одредена тема, запишани страници од ислушани предавања, објави од блогови, веб страни на истата тема, видеозаписи или во некои случаеви списанија, па дури и весници. Колку повеќе комбинираме различни извори за да дојдеме до нашите посакувани материјали, толку подобро ќе биде самото истражување. Откако ќе ги имаме нашите материјали, за да започнеме со учењето, следува следниот чекор, а тоа е читање. Во мојата книга, која наскоро ќе излезе од печат, а тоа е важноста од самостојното учење, напоменувам два метода при читањето. Методот на бавно читање преку кој се открива вредноста и важноста на зборовите. И метод на повторување преку кој оформуваме меморија и суштинско разбирање. Што значи дека со помош на овие два метода ние можеме да го извлечеме она што е суштински, она што ни е за нас важно, за да можеме во следниот чекор истото да го запишеме. Но запишувањето да биде со наши зборови. Запишувањето е процесот кога ние започнуваме со оформување на знаењето.
Треба да се запише она што е пронајдено во материјалите дека е важно и сумирано, при тоа користејќи своји зборови наместо директно препишување. Затоа што има голема разлика помеѓу директно препишување и пишување со своји зборови. При директно препишување, запишаните реченици се на авторот. На крајот на денот сваќате дека тоа всушност не е нешто ваше. Има друг начин на согледување на работите, а не ваш. И постои нереално убедување за разбирање на темата, преку збир на материјали. На некој начин, кога директно препишуваме, ние стануваме колекционери на разни истражувани материјали. Истите не можеме да ги искористиме за ништо, ниту пак да ги образложиме, затоа што како можеме да зборуваме или браниме туѓо мислење кога не е наше уште од самиот почеток. А при пишување со своји зборови, запишаните реченици се ваши. Ваш оригинал. Постои оригинален начин на согледување на работите и нормално имате разбирање на темата и можност за подетален опис и анализа. Тоа значи дека истото што вие сте го запишале, можете и да го елаборирате или да дебатирате, да го образложите и да го објасните. Само на тој начин, кога пишувате со своји зборови, вие започнувате со креација. А тоа е последниот чекор, кој е многу важен, чекорот на креирање. За да можеме да започнеме, ние треба да ги пронајдеме новите насоки. Што значи тоа? Тоа значи дека треба да се откријат поврзаности помеѓу различни теми кои што веќе се обработени, за да започнеме со ново истражување. Понекогаш таму каде што најмалку очекувате ќе пронајдете поврзаности, а на тој начин доаѓате до нова насока, до нова цел. Можете повторно да започнете со ваше ново истражување. И што се случува сега? Сега кога истражувате, имате јасна визија. Имате јасна слика што сакате да пронајдете, што сакате да напишете и како да го објаснете истото. И откако ќе ги пронајдете материјалите за вашето истражување, ќе го прочитате сето тоа и ќе ги извлечете оние суштински работи, ќе ги запишете, односно ќе оформите ваше лично знаење за материјалот што го читате со ваши зборови. Сега кога ќе се вратите кај последниот чекор за да креирате, наместо да барате нови насоки, вие можете да материјализирате, односно да ја реализирате вашата идеја, затоа што веќе сте имале ново откритие. Веќе сте поминале низ вашето истражување преку таа ново пронајдена насока. Ова значи дека кога учите сами, кога истражувате сами, кога сакате да создадете нешто сами, најпрвин треба да започнете со истражување во било која насока, во нешто што веќе е таму, веќе постои. И откако ќе ги оформите вашите знаења, потоа можете на оние теми кои биле истражувани, помеѓу нив да пронајдете и некои поврзаности. И така доаѓате до нова насока, до нова идеја, до создавање на нов продукт, до личен развој и до подобрување на образованието. Се надевам дека ви се допадна оваа тема. Ке има и подетални објаснувања во иднина. Доколку сте нови, не заборавајте да го лајкнете ова видео и да се претплатите на каналот на Енигма. Во иднина следуваат многу материјали од едукативен и забавен карактер кои верувам дека ќе ви помогнат за некое ваше ново истражување. Поздрав!